темата на пораката денеска е царски манири. Царски манири. Една од омилените серии кои ни се на мене и на фани и сакаме да ја гледаме е серијата The Crown или Круна. Не знам дали сте слушали за таа серија. Инаку позната серија моментално многу за царската фамилија во Англија. Се работи за периодот од 20 век. Кралицата Елизавета, што е принцот Чарлс, значи сите тие сплетки таму во семејството. Ние сакаме да гледаме тоа семејство и тоа што е интересно е дека можеме од нашето удобно место кај што сме, можеме да видиме преку сите тие фасади, преку сите тие церемонијални појавувања и така натаму, да видиме во нивниот живот, ама пак со прашање дали сето тоа е вистина или не, никогаш не знаеш. Ама верувам дека привлечната работа во тоа е дека таа серија ни овозможува да видиме внатре во тоа царско семејство, во тие односи. Една од тие работи на Алфа курсот што ги учевме вчера, што е тоа што Светиот Дух го прави? Светиот Дух кога нас не посинува да бидеме Божји деца, ние, знаете, принцот Чарлс има милион титули. Принцот на Велс, не знам, управителот на кралската морнарица, има милион, значи има 50 титули. И ако земам сите сега да ги набројам, прво не ги знам, ама ако ги набројам ќе ми требаат неколку минути за да кажам неговото име. Тоа е тоа. Но тоа што е интересно дека принцот Чарлс со сите тие титули за своите деца, знаете ли како е? Тато. Отприлика тоа е. Интересно е дека преку таа серија ние може да видиме внатре што се случува во семејството. Позади сите тие завеси на церемонијални појавувања, на сите тие титули, можеме да видиме како семејството, позади сите тие формалности семејството функционира. Нивните фалинки, нивните јаки, нивните слаби страни, нивните прашалници, нивните страдања, можеме да видиме таму. Сепак гледаме дека дури и царската фамилија, тие се обични луѓе како нас. Ништо повеќе, ништо помалку. Иако тоа можеби веќе го знаевме. А јас имам едно прашање за нас. Што ако можеше да се сними една таква серија за животот на Исус? Тоа е било многу интересна серија. Што најмногу би ни интересирало да видиме внатре во тој приватен живот на Исус, во тој негов семејен живот. Го гледаме јавниот профил на Исус преку Евангелијата, ја читаме неговата мисија, неговите зборови. Но ете, сега имаме прилика да погледнеме одблиску и да видиме преку тој јавен, што се крие позади тој јавен профил на Исус кој го има. Иако евангелистите пишувале многу за Исус, пишувале за многу негови јавни појавувања, јавни учења, јавни настани, јавниот, како да кажем, профил на Исус, тие пишувале и некои, да кажеме, приватни работи, но многу малку има за неговото семејство. Еден од тие кои пишувале малку повеќе за Исус, за неговото приватно семејство, бил евангелистот Јован. Тој на неколку пати има разговори помеѓу Исус и Марија, неговата мајка, има разговор помеѓу Исус и неговите браќа. И ни дава една уникатна прилика да влеземе внатре во неговото семејство, да видиме какви биле тие односи, што се случувало, кои биле тие некои значајни работи кои за нас треба да ги знаеме. Каков бил Исус со семејството? Се поставува прашањето, дали Исус имал фамилиарни проблеми? се прашали некоја за тоа? Дали Исус имал фамилиарни проблеми? Пошто јас сум речи си 100% убеден дека сите ние тука имаме некакви фамилиарни проблеми. Речи си константно. Прашањето е Исус, кој е совршен, кој бил многу повеќе од човек, дали тој имал фамилиарни проблеми? Многу важно прашање. Можеме да кажеме, знаете, за кралското семејство ќе кажеме, па добро, на крај крајава и тие се обични луѓе. Па се соочуваат со обични проблеми, како сите ние. Но за Исус не можеме да го кажеме тоа. Едноставно не можеме. Тој, иако бил човек, обичен човек како секој од нас, тој не бил само обичен човек. Едноставно тоа е факт. Сепак, дали тој се соочувал со некои од проблемите со кои би се соочувале обичните смртници? И како тој реагирал? Јас ќе прочитам за денес текстот од Јован, 7 глава, 1 до 18 стих.
Тоа ќе биде нашиот денешен текст. Вели вака: Потоа одеше Исус по Галилеја, не сакаше да оди во Јудеја, зашто јудејците сакаа да го убијат. Се приближуваше пак јудејскиот празник Сеници. Тогаш браќата негови му рекоа: Излези одовде и оди во Јудеја, та учениците твои да ги видат делата што ги вршиш, зашто никој не прави нешто тајно кога сака да се прочуе. Ако ти ги вршиш овие работи, тогаш покажи се пред светот. Зашто и браќата негови не веруваа во него. А на тоа Исус им одговори: Моето време уште не е доедено, а за вас времето е секогаш погодно. Свето вас не може да ме мрази, а мене ме мрази, зашто јас сведочам за него дека делата му се лоши. Вие отидете на овој празник, јас нема да излезам на празникот, зашто времето мое се уште не се исполнило. Откако го рече тоа, остана во Галилеја. Но штом отидоа браќата негови, и тој отиде на празникот, но не јавно, туку скришу. А јудејците го бараа на празникот и велеа: Каде е оној? И многу расправи имаше меѓу народот за него. Едни зборуваа: Добар е, а други велеа: Не е, туку ги заблудува народот. Но никој не зборуваше за него отворено поради страф од јудејците. А на средината од празникот влезе Исус во храмот и поучуваше. И се чудеа јудејците велејки: Како ги познава овој книгите кога не учел? Тогаш им одговори Исус и рече: Учењето мое не е мое, туку на оној што ме прати. И ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дали ова учење од Бога или јас самиот од себе зборувам. Кој говори самиот од себе, тој си бара своја слава. А кој бара славата на оној што го пратил, тој е вистинит и во него нема неправда. Амен. Се извинувам. Пред да продолжиме со главниот текст, јас сакам само да дадам еден контекст за случувањето до овој момент. Ова е 7-та глава од Јовановото Евангелие. И сакам да истакнам една пресвртна точка. Веќе Исус е познат. Веќе Исус направил некој чуда и веќе не може да биде занемарен. Не може да биде: Абе добро, се случи, ама помина. Не, Исус веќе е познат. И веќе народот почнува да се дели на тие што го прифаќаат, на тие што не го прифаќаат, на тие што го следат и на тие што сакаат да го убијат. Едноставно народот почнува да се дели. Веќе јасно се гледа дека толпата која го следи почнува да се дели. До овој момент можеби Исус беше интересен. Знаете, има моменти до кои Исус, како американци викаат, it's cute, знаеш. Колку има сладок е. Ова. Но има момент кога веќе нема точка на враќање, нема веќе абе сладок е, знаеш, како детски да го прифатиш. Туку гледаш дека човекот веќе има сериозна мисија, има еден сериозен потфат, има сериозна толпа која го следи и тоа веќе не е кют. Тоа веќе сериозна мисија. До тој момент можеби Исус беше интересен. Од време на време ќе направеше некој чудо, па ќе ставеше во кјош некој фарисеј, ќе му покажеше кај му е местото. Знаете, интересен ли беше? Но се веќе зборува многу отворено. И веројатно намерно го прави тоа. И се работи за нешта кои или ќе те донесат поблиску до Бог, или ќе те одвредат целосно од Бог. Во контекст на 6-та глава, главата пред таа што ја читавме, Исус зборуваше за неговото тело, за неговата крв како вистинско јадење и вистинско питие. Од ова гледна точка ние знаеме дека Исус зборува за причеста, за жртвата која тој ќе ја даде, таа конечна жртва која вистински ќе донесе опростување и ослободување за луѓето. Но во тој момент јудејците го слушаат тој и ка чекај малце, овој дали ќе се жртва и ќе ни го даде телото да го јадеме и да му ја пиеме крвта или што е работа. И во тој момент голем дел од неговите ученици си одат. Викаат, ова е претешко, ова не може да веќе да го слушаме, тоа е пресериозно, ние си одиме. И станала ситуацијата сериозна. И знаете ли што? Исус многу не се потресе на таа работа. Па се немам кој да ме следи. Дај пак да ги придобијам. Не. Исус не се потресе многу. Тој дури ги праша и 12 апостоли, тие кои му беа најблиски соработници, оние кои беа најблиско до него. Ако сакате, одете си и вие. И тогаш апостол Петар ја кажува таа многу славна изјава каде вели: Каде да одиме, Господи, само ти имаш зборови на живот вечен. И ние поверувавме и осознавме дека ти си Божиот помазаник, Месијата. И знаете ли што тој некој еден, ако тука застанува текстот, тој е еден славен крај
на една тешка ситуација. Евангелистот Јован не застанува тука. Дури помеѓу тие малкумина што останаа со Исус, Исус оваа сцена ја завршува со следните зборови. Исус им одговори: не ли ве избрав 12 мина? 12 јас ве избрав, така? Сакам да знаете дека еден од вас е ѓавол. Тоа го кажува Исус. И евангелистот Јован кажува: а зборуваше за Јуда, Симонов Искариот, зашто тој како еден од 12-те сакаше да го предаде. Исус не ја остава тензијата да спласне, се додека не сме најасно со Него. Се додека не сме најасно со Него, со Исус, тој нема да ја спласне, да ја смири водата. Мораме да бидеме најасно како го градиме животот со Него, дали растеме со Него, дали сме со Него или сме против Него. И тука Исус покажува еден важен принцип. Како и во првиот век, така и сега, Исус или ќе го сакаш, ќе го љубиш, или ќе го мразиш, но нема да можеш да бидеш индиферентен кон Него. Нема да можеш да го занемариш. Или ќе го љубиш, или ќе го мразиш, ама не можеш да бидеш индиферентен, да кажеш: па добро, се едно ми е мене. Не може така. И Исус нема те остави на тоа. Каде стоиш сега? Како и апостолите, или ќе го следиш Исус, или ќе се заменеш и ќе тргнеш по твојот пат. Трета страна нема. Знаете, ние сакаме во нашите избори да има трета опција, но нема. Секогаш се две опции. И доаѓаме до нашиот текст. Вели: потоа одеше Исус по Галилеја, не сакаше да дојде во Јудеја, затоа што јудејците сака да го убијат. Се во Јовановото Евангелие, ако читате, јудејците се како еден, како да кажем, еден протагонист во целото Евангелие, еден од тие главните ликови. Го имате народот, ги имате апостолите, учениците, фарисеите, не знам што, но го имате и јудејците. Овој опис на јудејците во Евангелието според Јован е многу повеќе од само етнички опис за некоја група. Овде Јован зборува за луѓе кои се поданици на водачите на Израел, кои ги следат во се, кои се активни во општеството да се извршува законот, не се полицајци, ама се некоја една масивна, како да кажем, една критична маса кои се обидуваат да го држат редот и ако нешто штрчи, тие ги известуваат водачите. Една таква група се јудејците. Тие се луѓе кои постојано го следат Исус и се во константно не го следат затоа што сакаат да го следат, некои има и такви што сакаат да го следат. Но тие се во константно исчекување да го видат следниот потез на Исус. Што Исус сега ќе направи? Дали ќе нешто скандалозно или ќе биде вау, чудо? Или ќе исцели некој у сабота, у сабота. Како може у сабота некој да исцели? И го гледат секој следен потез на Исус. Во овој момент тие сакаат да го убијат Исус, како што вели евангелистот. Но има моменти во кои дури и тие се поделени мислења за тоа кој е Исус. Во секој случај тие во тој момент јудејците се очи и уши на фарисеите и водачите на Јудеја и тоа го прават цело време. Што Исус кажал, што Исус направил, тие тоа го пренесуваат на фарисеите. Па дури најубавата работа, знаете, имаше со пасторот на Баптистичка Зборев, неговиот дедо, значи збориме за 50-тите години, кога бил пастор на Баптистичка црква во Скопје, комунистичка партија и слично, и го викнале да го испрашуваат. И интересно е дека го прашуваат, кажале вака се: кажи ми, дали ви од вашата црква сте лојални на државата? Многу важно прашање тоа. И човекот кажал: види, во Библијата пишува, ние сме лојални на Библијата, дека ние треба да ги почитуваме властите. И после 90-тите, кога се отвараат тие записи за читаат, и доаѓаат до тој интервју кој за дедо му кој го правиле, не знам кој удбали, не знам кој биле тогаш, удбашите, го правиле тој интервју на дедо му и читаат заклучокот од интервјуто. Значи човекот кажал, Библијата кажа да бидеме лојални, нели, да се молиме за властите, да ги почитуваме. Заклучокот на интервјуто, знаете ли кој било? Овие се опасни за државата, затоа што ако дојдат други власти, ти ќе бидат лојални на нив. Значи правилен одговор нема. Отприлike кај јудејците го имате тој момент. Значи што и да направи Исус,
Исус воскреснал некој од мртвите. Овие одат, значи во сабота тоа го направи. Не знам. Нема правилен одговор. Тие се јудејците. Вториот стих продолжува, има детали кои се толку важни, кај Јован секој се важни деталите, ако учитете, внимавајте. Јован вели вака, Исус значи не оди на празникот, тоест не оди сега во тој момент во Ерусалим, но се приближуваше пак јудејскиот празник Сеници. Секој тој празник Сеници, што значи празникот Сеници? Знаете ли што е сеница? Знаете ли што е сеница? Како шаторче некој, како некоја направа која правиш, како да кажем, од материјалите што ги имаш за да пренукиш некаде и така натаму. Прилика со прости зборови тоа е сеница. Во наш модерен контекст тоа е шаторче некој. Празникот Сеници е еден од трите еврејски празници во кои евреите имаат аџелак или поклонение во Ерусалим. И се работи за фестивал кој е основан многу од почетокот, од Левитски закон имаме записи за тој фестивал, во кој Јахве ги повикува пред се машките деца 3 пати годишно да идат во Ерусалим на поклонение. Еден од тие 3 пати е празникот Сеници. Празникот Сеници се славал на крајот на есента, значи некаде октомври, тогаш кога завршува бербата и кога луѓето се спремале за долгата дождлива сезона. Наместо луѓето после плодната година за работката од продажбата да седнат дома и да се дебелеат, Бог им кажал да одат во Ерусалим на поклонение и таму да останат 7 дени да престајуваат во сеници или шаторчиња. Овој фестивал требало евреите да ги потсети на еден многу важен настан од нивната историја, а тоа се 40 години во кои Јахве се грижи за евреите низ пустината. 40 години кога тие патуваат низ пустината и спијат во тие сеници и апсолутно ништо не им фали. Треба да се сетат на тој фестивал за Божјото провидение, за Божјата грижа во нивните животи. Значи, во тие 7 дена тие ги напуштаат удобството и комфорот на своите домови и престојуваат во сеници. Тоа бил еден од најрадосните фестивали на евреите. Се собирале во Ерусалим, престојувале во сеници, тоа би имало джагор, тоа имало смешки, тоа имало забави. Посебно бил интересен последниот ден од фестивалот. Луѓето се собирале околу храмот и еден елемент кој подоцна бил додаден на тој фестивал, а тоа е моментот кога свештеникот од бањата Силоам црпел вода и го носел околу жртвеникот, го истурал и преку тој чекрк и преку тој канал почнувала водата да тече, вода и масло. И тоа бил еден знак на тоа, како прво на Божјата грижа низ пустината, дека Бог им дава вода секогаш кога им е потребна. Другата работа е исполнување на едно пророштво кое тие го очекувале, дека од храмот ќе потече река која ќе донесе исцеление на целата вселена, на целиот свет. И тоа бил еден славен момент, еден прекрасен момент. Сите носеле цитрони, тоа била традиција, околу храмот носеле по еден цитрон и носеле палмени гранчиња. И тоа бил жагор, тоа било славење, тоа било прекрасен момент. Благодарност до Бог затоа што им дал плодна жетва, се грижал за нив. Евреите живееле во една таква надеж. Кој можел да му одолее на еден таков радосен фестивал? Знаете, тоа го помислили браќата на Исус. Како може Исус да му одолее на тој фестивал? Сега е моментот. Сега е моментот кога Исус треба да отиде во Ерусалим, да направи неколку чуда, да го видат и да кажат: "Леле, ово е Месијата, бе, браво! Сакаме да го видиме." За браќата на Исус тоа беше многу важен момент за него. Тие гледа потенцијал во тој празник, да се прослави нивниот брат. Но Исус гледаше на еден друг момент, еден многу важен друг момент. Тука доаѓаме до делот кога браќата го советуваат Исус, му дават бизнис совети. 3 до 9 стих вели: "Излези од овде и оди во Јудеја, те учениците твои да ги видат делата што ги вршиш, зашто никој не прави нешто тајно кога сака да се прочуе. А ако ти ги вршиш овие работи, тогаш покажи се пред светот." Покажи се.
Знаете, нема многу разговори помеѓу Исус и неговите браќа кои биле документирани или генерално внатре што се случувало во неговото семејство. Едноставно, можеби евангелистите не сметале дека тоа се некои значајни муабети или едноставно не биле сведоци на многу од тие разговори кои Исус ги имал со семејството, па затоа не запишале многу. Во секој случај, Јован евангелистот, како никој друг, го спомнува Исусовото семејство до сега неколку пати. Како што кажав, првото чудо се случува како резултат на разговорот помеѓу Исус и неговата мајка Марија, виното претворено во вода. Сега во овој случај Исус разговара со своите браќа. Читајќи го овој текст, во овој момент мене ми остава еден горчлив вкус. Едно како скршеност внатре. Една работа е јудејците да не го разбираат, па да се исмејуваат со него, или да го предизвикуваат, или да го наместат некако. Но друга работа е неговите родени браќа да се исмејуваат со него или да не го разберат, или да гледат да го искористат, или за кој знае кои други причини му ги дават тие совети. Во секој случај да го адресираме важниот момент во текстот. Од која причина неговите браќа го храбреа да оди во Јерусалим и да прави чуда, не можеме да знаеме во целост. Но Јован открива важен дел од нивниот поглед и мислење за Исус. Може би се надеваа на некој бенефит од тоа ако Исус дојдеше до некаква слава. Знаеш, он ќе стане славен, па ќе капне и за нас нешто, нели? Ќе фатиме и ни нешто таа работа. Може би се подсмеваа со него, па одвај чека да направи некаква бламажа. Знаете, тоа ривалство помеѓу браќа. Тоа е тешка работа. Тоа е, посебно ако се блиску у години, Може би па од друга страна му даваа искрен совет за да се прослави, но не разбираа што во суштина Исус сакаше да направи. Јас верувам дека тие имаа претпоставки и очекувања за Исус кои едноставно не беа точни. Има верувања и претпоставки за Исус кои беа тотално неточни. Од нивните совети се чини дека тие мислеа дека Исус тргнал по славата во овој свет. Тие мислеа дека потенцијалот кој Исус го има е супер, но не го користи како што треба. Ја да можам тоа да го правам. Можам многу подобро да помине. Како и во Македонија денес, од секогаш има луѓе кои размислуваат во границите само на овој живот, во границите само на овој свет, во границите само на овој момент. И тогаш се случуваат најгрозните грешки кои некогаш ги правиме, најголемите катастрофи. Верувам дека од такви мотиви се случуваат такви несреќи како што се случи таа во Бугарија. Тоа е резултат. Кога размислуваме само за овој момент, само за оваа придобивка, само за оваа заработка, само за оваа корист. И ништо друго не ме интересира. Ајде бе, искористи сега, не ја топи многу. Или не биди глуп, од кај знаеш кога пак имаш таква шанса. Кој те гледа и кој ќе те праша? Сега е моментот. Си ги слушнале сите тие моменти. Тоа е многу нормален дискурс кај нас. Многу нормален мобет е тоа кај нас. Верувам дека луѓето постојано чекаат некоја таква прилика за да дојдат до некаков ситен профит или ситна корист и се велат кјути поминале добро е. Ништо ќаривме. Исусовите браќа почувствуваа потреба да му дадат некој бизнис совет на Исус. Пошто недоволно ги користи приликите кои му се отвориле во животот. Оди бе, брат. Оди во Јерусалим, напред таму, нека те видат. Што се криеш, оди у Јудеја, таму е парата. Таму е тоа. Тие верувам воопшто не ни сакале да слушнат зошто Исус го прави тоа што го прави. Не ги интересира. Или која е неговата конечна цел, или уште поважно, според мене, тие можеби не биле во цело заинтересирани да дознаат кој навистина е тој. Можеби слушале, можеби приказните им се досадни, кој бил Исус, како се родил, но стално сега гледа дека овој стварно се сваќа сериозна работа, ама не користи доволно приликата. Исус во разговорот со своите браќа открива важен аспект за неговата мисија, но и за неговата природа, но и за природата на сите оние кои ќе бидат дел од неговото царство. Тој ги открива во овој разговор царските
манири за кои сите ние сме повикани до еден да ги живееме. Царски манири. Зошто? Па затоа што ние сме, ако сме Божи деца, тогаш ние сме синови и ќерки на царот. Ние не можеме да имаме други манири освен тие царски манири. Не смееме да имаме други манири. Не смееме да бидеме опортунисти. Не смееме да бидеме користолюбиви. Не смееме да бидеме фокусирани само на ова сега и сега јас да го искористам моментот. Исус зборуваше за еден посебен момент. Тој зборуваше за Исусовиот час, за мојот час. И тоа во текстот можеме да го видиме. Кога браќата го тера да Исус дојде во Јерусалим, он вика: не ме терете, не е сега мојот час. За вас секогаш е часот. За вас секогаш има прилика. За мене сега ова не е мојот час. И ова овде разговорот помеѓу Исус и браќата спомнува темата која е присутна низ целото на Евангелие, а тоа е Исусовиот час. Каков е тој час? Кога Марија го замоли Исус да помогне околу виното на свадбата, витекнува, Исус каже дека не е уште неговиот час. И тогаш го кажува тоа. Сега неговите браќи го праќаат во Јерусалим да направи некој чудо и се прослави, но тој повторно вели дека не е неговиот час. Но подоцна, во 12-та глава, неколку дена пред да биде раснат, на тој празник Пасхата, тогаш Исус ќе каже дека сега е дојден часот Синот човечки да се прослави. Сега е час. Исус точно знае кој е часот на неговото действување и што тоа ќе значи за него. И доаѓаме до предпоследниот дел на овој малку поголем текст. Вели вака: на што му отидеа браќата негови и тој отиде на празникот, но не јавно, туку скришу. Знаете што е интересно? Сега ако земеш да цепи длачиш, ќе испадне дека Исус ги излажа од браќата. Одите, вие, ја не идам. После ви одат, па он оди. Има финти тука, нели? Поинта е што ти му кажа да оди он јавно, но тој не сакаше јавно да оди. Затоа што, знаете, кога се оди на аџелак или кога се оди на поклонение, се оди во група. Имало цели псалми, група на псалми кои тие поклоници ги пееле успат. Исус не оди со групата поклоници во Јерусалим, тој оди тајно. И тоа е многу важен момент. Вели вака: јудејците го бараа на празникот и велеа: каде е оној? И има многу расправи, имаше меѓу народот за него. Едни зборуваат добар е, а други велеа не, туку го заблудува народот. Но никој не зборуваше за него отворено поради стравот од јудејците. Сакаш да го видиш и да го разбереш Исус или не сакаш? Во голема мера тоа се сведува на начин на кој ќе пристапиш кон Исус. Дали имаш донесено веќе некои заклучоци за Исус? Дали има прашања за кои не сакаш да разговараш? Дали имаш очекувања кои би требало Исус да ги исполни или очекувања како Исус би требало да се однесува? Јудејците ги имаа сите тие работи. Има прашања за кои немаш да разговарат со него. Има очекувања кои Исус мораше да ги исполни. Имаше начин на кој Исус мораше да се однесува. И тоа беше филтерот. И тие го очекува тоа. И бара каде е тој. Исус им ја ремети целата математика на сите, почнувајќи од неговите браќа. Па и на јудејците кои го следат секој негов чекор. Тие имале дефиниција во главата како треба да изгледаат работите и Исус едноставно не сакаше да се вклопи во таа слика. Но Исус многу штрчеше од целата замисла за тоа како работите треба да изгледаат. Имаа внатрешна битка за тоа што да прават со него. На крај, секако одлучија дека најлесно ќе биде да се ослободат од него. Најлесно ќе биде да се продолжат на таму кај што они и тргнале. Како што вика Миле во еден од К-15, кој ќе умрел, да не го шетаат по собите. Ја тргнав по еден пат, сега ќе влегувам тука по куќите овој. Така некој што луѓето се понаа. Јас си тргнав по еден пат, сега не ме замари. Колку само борби во животот ме донеле до еден таков момент мене во мојот живот. Понекогаш можеби си мислиш дека ќе беше полесно да не знаеш некој работи. Понекогаш си мислиш дека да не знаеш се некој работи. Колку ќе беше полесно. Што повеќе мир на главата. Не знаеш, па не си одговорен за тие работи. Но животот не е таков, нели? Сите се обидуваме да се креираме свет кој ќе ни одговара, кој ќе ни биде удобен, ќе ни биде топол, ќе ни биде комфорен.
Но тоа што е интересно, токму празникот седмици го предизвикува тој свет во кој ние си го креираме. Токму празникот седмици требаше да ги потсети евреите дека комфорот и удобноста не се конечната утеха, не е сигурносната зона, бидејќи ништо на овој свет сега и овде не ни е загарантирано, колку ние да сакаме да го веруваме тоа. Ништо во овој свет не ни е загарантирано. Една работа остави загарантирана, кој Исус им кажа на апостолите. Во овој свет ќе имате маки, но не се плашете, го победи светот. Маките се загарантирани. Ништо во овој свет не ни следува колку и ние да се убедуваме дека ни следува. Празникот седмици требаше да ги потсети дека се е по благодат. И дека сигурното место не е самото место на сигурност кое ти си го обезбедил, туку и во присутноста на Јахве, макар тоа да значило да бидеш и во сеници. Сигурното место во овој свет не е сигурното место кое ти ќе си го создадеш, удобното место, туку е кај Јахве, макар тоа да значи да бидеш во шаторче. Таму е сигурното место. Кај Бог. Исус доаѓа во нашиот свет и ги разбранува водите. Не предизвикува. Доаѓаме дури до полемики кој на вистина е Исус и кој е неговото влијание во мојот живот, кој е неговото влијание во светот. Додека седиме и рационализираме, размислуваме, често пати се спушта облак на нашиот ум. Се додека Исус не се појави и почне да зборува. Секогаш доаѓаш до тоа воодушевување на тоа како може да е толку добро и вистинско, како може да е Исус толку едноставен, како може Исус да е толку директен, како може Исус да е толку прецизен. Но Исус открива еден важен детал од тоа што значи да се биде дел од Божјото царство. Што значи да ги живееме тие царски манери. Нешто што и неговите браќа не го разбира во тој момент. И го читам последниот дел. Велија, на средината од празникот влезе Исус во храмот и поучуваше. И се чудеа јудејците, велејки, како ги познава овој книгите кога не учел? Како е може да ги познава? Тогаш им одговори и рече: учењето мое не е мое, туку на оној што ме прати. И ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дали е ова учење од Бога или јас самиот од себе зборувам. Кој говори самиот од себе, тој си бара своја слава, а која бара славата на оној што го пратил, тој е вистинит и во него нема неправда. Тој е малце комплексен текст. Секаде малце Исус ја заврза работава тука и со право може би јудејците се збуните. Но вака ајде ја поедноставиме работава. Истото прашање со кое се соочи Исус пред своите браќа и пред јудејците е истото прашање кое виси и на црквата денес и на секој христијанин поединечно. Дали пораката која носиме е вистина или не? Дали пораката која носиме и ја живееме е вистина или не? Тоа е прашањето. На тоа се сведува апсолутно се. Дали ние зборуваме и ја живееме вистината, или тоа го правиме што го правиме заради нашиот статус, нашиот престиж, па за некои заради профит? Зошто го живееме тој христијански живот? Заради вистината или заради некој статус, престиж и профит? Зошто го живееме тој живот? Тоа прашање висеше во животот на Исус пред јудејците, пред неговите браќа, пред неговото семејство, секаде. Тоа е прашањето. Дали е вистина тоа што Исус го прави? Многу пати во историјата луѓето обвинувале црквата дека нешто што ги прави токму од причини кои немаат никаква врска со вистината. И често пати тие луѓе биле во право. Често пати црквата правела работи од престиж, од корист, од што ли се не, но не заради вистината. Репутацијата е страшна работа, знаете ли? Репутацијата не тера понекогаш да правиме работи за кои не сме ни свесни дека може да ги направиме, или да платиме некои работи за кои немаме ни доволно пари. Ама ради репутацијата ќе го направиме тоа. Знаете, во Африка често пати ги кажам дека луѓето таму не се замараат со слоеви. Ние имаме слоеви. Слој у стилот како сум пред другите, како сум дома, како сум сам. Повеќе слоеви. Додека дојдеме до човекот како е вистински, треба време да помине. Во Африка нема слоеви.
Тоа што го гледаш, тоа е. Нема друго. Нема ниво. Од прилика луѓето како и се внатре, такво и се и надвор. Таму многу лесно може да се види што луѓето мислат за престижот или за статусот или за репутацијата. Порекош луѓето во автобус ќе платат 3 пати повеќе само да седат на предно седиштето. Тотално исто е. Дали сидиш на второто седище или на првото. Ама ќе платите затоа што таму е статусот таков, репутацијата е таква. И кај нас видно тоа. Се мој пријател кога зборам продава мобилни телефони. Само што ќе се зачуе дека новиот телефон, новиот iPhone излегува, одма значи прв на мене да ми го даеш. Немој друг да го земе. Ја ќе ти го платам 3 пати повеќе. Репутација. Што се правиме за таа работа во животот? 18-тиот стих од овој дел не воведува во размислите за тоа што значи да се биде дел од Божјото царство вистински. Кои царски манири ги красат оние кои се дел од Божјото царство. Слушайте ме сега внимателно. Ако црквата или ако ти, како христијанин, ја живееш Христовата самопожртвована љубов за Бог и за светот, ќе биде многу јасно дека не ја бараш и градеш својата репутација и слава, туку репутацијата и славата на оној кој те праќа. За чија репутација и слава живееш ти? За твојата репутација и слава? Или за репутацијата и славата за оној кој те праќа? Исус, Божиот Син, остави совршен пример за тоа. Божиот Син, кој ја заслужуваше славата, кој дојде од славата, тој целата слава ја предаде на Таткото. Тој остави совршен пример. Царските манири се тие. Не ја градиш својата репутација, туку Божјата репутација. Сваќаш дека кога луѓето те гледаат тебе, и ако кажеш дека ти си христијанин, ти очекува да видат делови од Божјата слава во тебе. Не затоа што ти си добар, туку затоа што тврдиш дека Бог живее во тебе. Ти го представуваш, ти си амбасадор за Бог. Ти ја представуваш неговата слава на земјата, не твојата слава на земјата. Целата слава и апло што ќе дојде на твоја сметка, треба да оди на сметката на Бог. На неговата слава. Тоа е репутацијата. Колку е само тоа тешко понекогаш. Колку само сакаме да му објасниме на луѓето колку ние бевме во право во тој момент, нели? Или колку бевме онеправдани во некој момент. Или колку сме биле милостиви во некој момент. Сакаме да се пофалиме понекогаш. На крај крајот ја града мојата репутација или Божјата репутација. Ја града мојата слава или Божјата слава. Исус многу убаво го постави тоа прашање на јудејците, тие што го слушаа. Ако јас дојдов да ја земам мојата слава за мене, а не ја предавам на оној кој ме пратил, тогаш не живеам во вистината. Не живеам во правдата. Но последно прашање кое последните неколку месеци го поставам и за себе, и за нашето семејство, но и за оваа црква. Која е публиката пред која ти го живееш твојот живот? Која публика го гледа твојот живот? Која публика ти значи, ако гледа твојот живот? Како го живееш? Онака како што Исус ни остави совршен пример, и за тоа треба да сме сигурни дека тој тоа го направил, важна е публиката од еден. Тој е Бог. Бог е единствениот за кој ни треба да се грижиме што мисли за нашиот живот. Исус не го интересираше мислењето на неговите браќа, мислењето на неговите апостоли, мислењето на јудејците, неговата репутација, неговото значење, неговото наследство кој ќе го остави не знам што и така натаму. Исус беше само загрижен која е волјата на Таткото. Публика од еден и никој друг. И знаете ли што? Тоа е царски манир. Затоа што било кој поданик во царството, ние сега живееме во демократија и не знаеме како да се живее во царство. Секој кој е дел од едно царство треба да ја бара волјата на царот.
треба да ја живее волјата на царот, треба да се радува само за славата на царот. Тоа значи да бидеме дел од Божјото царство. Но тогаш, кога тоа има еден трик, знаете, има еден трик. Кога Исус целосно му ја предаде славата на таткото. И кога во 12 глава Исус кажа: дојден е часот да се прослави Синот човечки, Исус се помоли: татко, прослави го моето име. И знаете што се случи? Глас од небото дојде, кој каже: го прославив и пак ќе го прославам. Господ сака да ја стави неговата слава врз тебе, но тој тоа го прави само со оние каде што знае дека неговата слава ќе биде сигурна. Само таму. Дали имаме царски манири во нас? Или за ситен профит се продаваме лесно? Дали имаме царски манири? Дали сме загрижени што Бог мисли за нас? Дали живееме пред таа публика од Еден? Никога следиме Исус во тој пример до крај. Да не бидеме опортунисти, туку да го бараме часот кој Господ го определи за нас, за да можеме целата слава да му ја предадеме на Него. И тогаш и само тогаш ние доаѓаме до тој совршен мир кој Господ го има за нашиот живот. Ќе бидеме ќерка или син на Севишниот Бог, принц или принцеза, наследници на царството кое доаѓа. Нека живееме според тие царски манири, нека не красат секој еден од нас поединечно. Тоа луѓето ќе го препознат, верувајте ми. Или ќе го сакат и ќе сакат да бидат дел од таа работа, или ќе ви кажат: вие сте луди, ненормални, но никако нема да ви игнорираат, верувајте ми. И тоа е прекрасната работа, затоа што на тој начин ти знаеш кој е дел од твоето заедништво вистински, а кој не е. Ајде да се молиме денес. Исусе Христе, ти благодарам за тоа што ти ни покажа еден совршен пример што значи да се живее тој живот на Твоето царство овде на земјата, Господи. Татко мој, ти беше загрижен за што е тоа што Твојот татко го наумил и да го исполниш до крај. Совршено да ја исполниш неговата волја. Татко мој, во многу нешта ние ќе паднеме, ќе разочараме, но Господи Боже мој, како и празникот Сеници, кога ти не вадиш од нашата комфортна зона, покажуваш, Господи, дека дури и најсигурните места кои ние ќе ги содадеме во нашиот живот, дури и тие се по благодат. Не се место нашата сигурност, туку ти си нашата конечна сигурност, Господи. Татко мој, сакаме да бидеме вистински амбасадори за Твоето царство, да те представуваме во вистинско светло, да бидеме светлината за која ти не повикуваш да бидеме солта на земјата за која ти не повикуваш да бидеме, Боже мој. Јас те молам, Господи Боже мој, да не се задоволиме со ништо помалку од тоа. Биди со нас, Господи Боже мој, и исцели го нашето срце, дај ни желба да живееме еден таков живот. И да не попуштиме под притисокот и искушенијата кои доаѓаат од овој свет. Се оставаме во Твоите раце, Татко мој небесен. Амен.